И од манастирот во Лешок се враќаме назад во нашето студио за да преку разговорот идеме до Валандово. Ова е што ви го најавив пред малку, распејани Валандовчани, секогаш во текст со времето, со тоа што во моментов е ново, актуелно, повторно модерно, и еве нивната плоча која што тие пред извесен период и официјално ја издадоа, имаше промоција, ама пред да зборуваме за неја, прво да му кажеме добар ден и добре дојде на господинот Зоран Стојчев, раководител на ансамблот Распејани Валандовчани. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме. Прво да ги поздравам вашите гледачи кои сум сигурен дека се редовни, затоа што има што да видат на ваша прекрасна емисија. Секој новитет, ако не е тука презентиран, јас мислам дека како да не се случи. Ви благодариме многу за тоа. На убавите зборови. И секако многу поздрав до вашиот главен уредник, нашиот пријател, од се срце го поздравуваме. Благодариме. Не гледа, еве и ние ќе го поздравиме. Голем поздрав. Ристо Самарџиев, сигурен сум дека не гледа и дека ќе биде задоволен од тоа што денеска ќе го понудиме на програма. Распејани Валандовчани реков дека секогаш, и не само вие како ансамбл, туку имам впечаток като го зборувавме и деновиве додека се договаравме дека Валандово навистина е во чекор со времето по многу нешта, па еве и тоа што го направивте овој албум, ама на LP плоча. Да, тоа е како ретро, се враќа модата. Се враќа модата, така да кажеме. Ретки се овие плочи издадени, меѓутоа еве ова е ексклузивно издание, така да ми е задоволство што и овде го презентираме. Не само што се ретки, туку на некој начин остануваат и имаат поголема вредност во моментов, во времето во кое што живееме, трајна вредност и се користат нели како украси, како едноставно не може да ги снема во некоја фиок. Ама ова не е украс, ова е вистинско и може само зависи кој и дали има грамофон, еве. Многу е добро. По старите да ги подсетиме, за помладите да видат како било на времето. Како дојде идејата за се тоа? Идејата е на сега веќе покојни Мирко Попов, нашиот валандовчанец, меѓутоа многу познат музички уредник и основач на издавачката куќа PMG Recordings. Неговата заложба беше огромна, буквално не натера да го направиме ова заедно. Меѓутоа, пред тоа тој инкогнито не следел на неколку наши настапи, значи да види со кој си има работа, дали може да работи со нас. Така да после тие неколку наши настапи на кои тој тајно присуствувал, ни понуди со работка, не натера да го направиме ова заедно и нормално со помош на локалната самоуправа во Валандово и сега претходниот градоначалник Костадиновски, за кое што ние сме многу благодарни, значи со нивна помош и наша реализација, аранжмани од нашиот музички раководител Петар Ризов и нашиот оркестар, значи освежени стари валандовски песни во нов дух и додадени оваа првата химната на Валандово, таа е авторска песна, таа е наша песна пишена за нас и ја додадовме многу познатата Мори Чупи Костурчанки, затоа што ние ја имаме на репертоарот повеќе години, многу си ја сакаме и ја практикуваме, а и самиот продуцент е емотивно врзан со оваа песна заради некоја негова причина. Така. А јас би сакал сега додека разговараме од колегите да побарам, имаме фотографии, ви имавте и една многу убава промоција на сето ова што се случуваше, значи кај вас ништо не е случајно, ништо не поминува, туку така се случи една многу убава промоција во Валандово. Ќе побарам фотографии да видиме како што било. Кога сме кај химната на Валандово, убаво да се спомене дека и овде аранжира господинот Петар Ризов, ама композитор и текстописец е Леонид Манчев. Така е. Едно големо име не само за Валандово, туку и за македонската музика во. Апсолутно, вие подобро дури знаете од мене. Тој е основач на Фолкфест Валандово. Епе, во моментов ја гледаме неговата фотографија. Негов прв и долгогодишен директор, за чие време на Фолкфест излегува најголемите хитови, безвремените хитови. Па тогаш оваа плоча не е само нешто на Распејани Валандовчани, туку е на цел тој регион и белег на цела Македонија. Велам дека ќе остане како траен белег на она што вие го работите и самиот дизајн
е изработен од уметник? Дали може да спомнеме кој е дизајнот, кој го има изработен дизајнот? Нашиот валандовчанец Костадин Динка Танчев, професор на факултетот за ликовна уметност. Како се споивте вака сите заедно да создадете нешто вакво, бидејќи навистина ова треба да биде мотивација за сите градови да си ги негуваат уметниците кои што се од градовите и да создаваат заедно, пошто само така може да оставиме траен белег во државата. Многу добро кажавте, значи ова е мотивација или провокација, повеќе би кажал, и за останатите староградски друштва кои некојаш издавале плочи. Значи ова е втора плоча на Распеани валандовчани, ако е првата 1974 за грандиозниот проект Распеани градови. Оваа плоча е резултат наследство на таа плоча. Ако таа претходната беше издадена пред 50 години, ова ја издадовме за да траи во следните 50 години. Значи ова го направивме со идеја да оставиме нешто за младите генерации. Подновени староградски валандовски песни. Така, и кога сме кај песните да кажеме дека овде ги има што да правам, што да чинам. Сношти дојдов од Стамбола. Настрана нешо, а да деја Јана, на валандовски. Малој моме цвеќе брало, мори чупи костурчанки, мома седи на чардакот и нели химната на Валандово. Јас не знаев дека нели една од најпознатите стари македонски песни е што да правам, што да чинам, и секој се ја присвојува како своја, валандовчани велат дека е нивна. Да. Во таа 1974 година се извадени од заборов 11 староградски локални валандовски песни. Точно се знае која е песна, од која е кажана и испеана од нашите стари валандовчани. Тие се сите стари валандовски песни. Тоа го разбрав од Благица Калева, кога требаше еднаш да ве поздрави, кога ве поздрави за јубилејот ваш, токму со таа песна, вика нека ми извинат колегите, ова е наша валандовска песна. Со таа песна ја почнавме промоцијата на Ломплеј плочата во септември. Она што сакам да прашам е, дали можеби наоѓате уште староградски стари песни заборавени, копате и пробувате да најдете нешто ново, да снимите уште и да ја изненадите вашата публика, на ист начин да ги мотивирате и младите да го прават истото? Да, мислам дека нашиот музички раководител и од членот од постарата генерација дека работат нешто на такво копање, што викаш. Значи, фатив некој новитет тука, значи Зоки ќе имаме повторно валандовчани во студио. Секако. Јас сакам сега да видам, не знам дали успеавме додека разговаравме да ја видиме еве ја плаќетата. Да, ако може да ја искоментираме, предпоставувам по името што и како е. Леонида, и во меѓувреме ќе побарам, ако може, да видиме некој инсерт од спотот што ќе го видиме подоцна. Вие на една од песните снимавте и спот, токму како на времето кога беше нели тој проектот Распеани градови. Така, ние само иницијативно и аматерски направивме нешто. Може би, мислам дека ќе им се допадне на публика. Сигурно ќе им се допадне. Еве, да им кажеме на гледачите кога, како се снимаше. Тука сте вклучени целиот ансамбл, во Валандово е снимено. Апсолутно. И може да видиш дека имате одлична глума. Местото каде што е снимана дел од првата плоча. На истото место. Како се случи изборот токму таа да биде песната која што ќе го добие првиот спот? Ова песна има интересна приказна. Како дечкото или младоженецот бил за Истанбул, се враќа од Истанбул и носи подарок за својата девојка која утре ќе му биде невеста. И таа е приказката на целата. Дали да очекуваме уште спотови на други песни, бидејќи е убаво вака имаме винил, плоча, да имаме и видеозаписи на се, за да може нели да бидат присутни на интернет. Да, плочата беше провокација да не натера да снимиме и некој спот. Не е само овој спот, имаме уште еден спот. Меѓутоа работиме, бараме идеи за другите песни кои се од плочата да направиме и за нив спот. Јас за крај би сакала да ве прашам од каде ја црпите неизмерната мотивација да правите нешто ново, да продолжувате, да пеете, да не се откажувате без разлика на сите предизвици кои што ви носи времето? Од каде? Од желбата да оставиме нешто за нашите деца, сега веќе и наши внуци, пошто имаме и внуци, да не се разделиме од ова прекрасно друштво. Ние сме тука како една фамилија, тоа го кажав еднаш. И на тоа не тера калинката, ни дава сила и енергија, убави позитивни мисли.
Кога сме кај Калинката, ќе зборуваме подоцна и за неа, само да кажеме дека вчера се случи првиот фестивал на Калинката и ние малку сега само ќе позборуваме, во меѓувреме додека не се подготуваат и нашите следни гости за нивниот настап и за песната што треба да ја слушнеме. Значи, вчера имавте фестивал, како поминавте и таму вие го отворивте? Да, и таму го отворивме. Значи, прв фестивал на Калинката во Валандово, логично дека во Валандово треба да биде, бидејќи Валандово е во сред полето од Калинки и поминавме многу убаво. Со многу гости, мирисаше ли се на Калинка околу? Пративме и некоја слика, не знам дали има, ама се беше во фотографиите, така ќе зборуваме за не, веројатно ќе ги видиме овие фотографии после додека презентираме дел од производите што се од Калинка. И нека тоа ви е подарок за телевизија Сител од првиот фестивал на Калинката. Ви благодариме и веднаш може да го ставиме тука. Може да го ставиме тука и мислам дека ќе биде многу убаво, а ова може да не биде еден од реквизитите што ќе си го имаме на нашата маса и за идните емисии. Бити Калинката е белек на Валандово, него и на Македонија. Така, ви благодарам многу што сте денеска со нас, ви благодарам многу што еве овозможивте и ние да бидеме дел од тие. Вие и прво гостување после промоцијата. Да. Значи имаме ексклузива. Затоа кажавме ексклузива. Спотот до сега не е виден. Спотот е, тоа веќе го најавивме ексклузива, но ова ви е прво гостување освен Валандовската промоција, онака како што си личи. Опа! Добро, значи добро е. Еве. Или не сум ја наместил. Ќе се продаде, а? Ќе се продаде. Не го прашав тоа, дали воопшто ги има некаде во продажба или е лимитирано издание? Сега за сега ова е лимитирано VIP издание во продажба комерцијална. Ќе има? Ќе има. Ама тоа ќе Јас верувам дека сите наши гледачи ќе сакаат да имаат дома, бидејќи на вистина е парче уметност. Имаме многу прашања дали може да се купи, за жал за сега не може. А има ли некој од распеани валандовчани грамофон? Дали ја слушнавте на грамофон како звучи сето тоа? Да, има и ја слушнав. И е перфектно. Тоа ме интересира дали звукот. И јас сакам да ја слушнам на грамофон, иако немам звук, ќе најдеме. Ќе најдеме. Ви благодарам за овој дел од гостувањето. Ќе се дружиме до крајот на емисијата уште, а сега